Ако Македонија ја гледаме како наследена територија од Југославија и дека надворешната политика на таа Југославија, вклучително и кон Бугарија, имала некаков друг предзнак или имала практично друга логика, просто дека ние по автоматизам треба нели да ја наследиме таа политика и на Македонија, па на тој начин да си го задржиме нели непријателството или дистанцата кон Бугарија. Не. Значи, ние практично сега се навраќаме после 30 години и почнуваме да разбираме да ние сме независна држава, да ние треба да си градиме наша автентична македонска политика кон сите држави, вклучително и кон Бугарија. Тука е проблемот. Што во моментов ние не може да изградиме автентична македонска политика, наша политика, која ќе биде во наш интерес, а не во интерес на некои други, и дека оваа држава е дефинитивно држава и нема никаде да отиде и дека не треба ние да продолжиме да потпаѓаме под влијание на, се разбира, на Србија. Така што во тој смисол и јас сметам дека ништо не е предодредено. Се зависи од тоа како ќе разбереме политиката, како ќе разбереме својата позиција и на крајот на криштата како ќе разбереме нашата држава. И нервозата, меѓу другото, ако така може тоа да го наречем, или овие случувања, или овие катаклизмични практично сценарија или ништо не чини во државата во изминатава година, година и пол, две и пол години во Северна Македонија е практично резултат на сознанието дека навистина во моментот кога Македонија ќе го отвори првото поглавје, значи кога ќе го отпочне ефективно процесот за преговори со Европска унија, тоа веќе е крај, како што символично метафорички со Преспанскиот договор веќе беше крај на она југословенско, па макар било и бившо југословенско. Значи тоа е конечно раскинување на тие врски во политичка, во правна смисла, ако сакате, во било каква смисла, и субјект кој постои, значи со граници, со параметри на современа држава, што се вика Северна Македонија. И за жал и тоа се скомпрометира и овие, тоа е често во македонското општество или во нашиот јавен говор, никогаш Северна, северџани и тие навредливи, меѓутоа жалосно е што тие што го употребуваат прво ајде што се инструментализирани и спекулирани, туку апсолутно не разбираат што употребуваат и што практично негираат. Ја негираат сопствената држава и сопствениот устав.